Преку системот за e-фактури имаме праќање на фактури и исто така и добивање на фактури од наши добавувачи. Ако погледаме, ако одиме во системот, e-фактура, најава, за Инфософт имавме праќање. Значи, испратени документи, пребарување за еден период, еве не ги пратените документи, Суперхит и 3 до Датабокс. Ова е од предходно пратена. Значи имаме, овие ни се нашите пратени документи и овие се статусите на тие документи. Тука, значи ова се пратените. Од позиција на Датабокс, овие треба да бидат примени фактури. Значи сега ако одиме во Databooks, примени документи, пребарување, еве ги од Инфософт пратените. Имам неколку, еве ова претходно одбиената и 3 нови пратени. Системот на УЕПА баш не знам дали е добар. PDF фајлот овде некош работи, некош не работи. Но го имаме во MyGPM успешно. И овде имаме одобрување. Значи овде можеме рачно да одобриме некоја фактура. Еве ова да видиме дали ќе ни успее одобрувањето. Грешка. Значи си имат проблем во УЕПА. Независно од ова. Значи имаме од Инфософт кон Датабокс 3 пратени фактури. Ќе го затвориме овој систем или нема да го гледаме. Ќе одиме во Датабокс. Во Databooks, во e-фактура, ќе одиме кај влезни фактури. Ако кликнеме на оваа листа, нема да видиме ништо. Нема да ги видиме новите ситуации. Значи, сега сме од ситуација на Databooks. Ако кликнеме за месец 8 и да биде поголемо растојанието, програмата сам ги редуцира до 1.8 или од денешна дата од 16.8 до од 1.8 до 16.8. И ако кликнам освежи листа, ќе ги преземе од веб страната од EUEPA состојбите на влезните фактури, што претходно не биле. Ќе ни бара PIN. И еве ги тие 3 фактури кои се ново пратени. Односно, имаме не само тие 3, имаме ги ја презема целата ситуација од вебот. И веднаш имаме овде разграничено по статус на примени фактури. Имаме нови фактури кои не сме ништо направиле. Една ни е прифатена и една е одбиена. Значи прифатена е од Инфософт и имаме една одбиена од Инфософт и 3 нови фактури. За овие фактури можеме овде без проблеми да кликнеме преземи PDF. Ќе ни бара PIN. Но фактурата може да ја видиме, да знаеме што ни пратил Инфософт. Еве што ни пратил. И ова е во ред, се слагаме со тоа. Ова фактура можеме да ја одобриме, да ја прифатиме. И сега, ќе одиме нормално за прифаќањето, пак специјална дозвола. Ова фактура, ќе кликнеме прифати ја фактурата. Еве фактурата, пратено поднесено за прифаќање. Одиме на следната. Ова нешто не е сумњива. Хајде да видиме PDF. Со ова фактура не се слагаме. Ова ќе одбиеме фактура.
причина за одбивање ќе ставиме грешка во нешто, или грешка во нарачка, или ќе ставиме друго, па овде ќе допишеме коментар дека нешто не сакаме. Еве грешка во количина и така натаму. И ќе кликнеме одбија фактурата. Значи ова на 11.8 од 2250 ќе ја одбиеме. Толку. Сега. Сега ќе ја преземеме новата состојба што имаме. Ако кликнеме овде, односно пред да одиме таму да видиме во како ни е. Сега ова е веќе поинако. Еве ова е одбиена. Оствари ова е нова, ништо не е сработено кај неја. Ова е одбиена, ова е прифатена. Значи треба да имаме една недефинирана, една одбиена и една прифатена. Значи ова е на веб страната. А во програмот, за да добиеме ситуацијата, да ја свежиме, кликневме овде, пинот, и овде сега ќе ја добиеме новата ситуација. Значи еве една испратена, еве една што чека, две се прифатени и две се одбиени. Ако се одиме кај Infosoft, тамошните пратени фактури да ги видиме како се, тамошните излезни фактури, уште не е освежена состојбата, значи овие се уште се водат, овие за 8 месец. Овие се уште се водат како недефинирани, не процесирани. Ако кликнеме освежи статус, ќе ни се освежи новата ситуација. Еве, имаме до subject до Databox непроцесирани од нивна страна, една е прифатена и една одбиена. Значи, со ова си ги менаџираме и излезните и влезните фактури. Многу едноставно. Останува кај влезните фактури во наредниот период да направиме, да обезбедиме преземање на податоците и раскнижување по документите. Значи, тоа е една од бенефитите на e-фактура, со која ќе може комплетно содржината со артикли, со цени, со количини, со добавувачи да се префрли во програмот и да се натаму да се процесират. За сега со ова ќе завршиме за e-фактура. Со овие манипулации со e-фактура можни се проблеми односно да издигнуваат пораки кои за сега нема да се процесират, натаму ќе обезбедиме правилно толкување на овие пораки за да обезбедиме непречено функционирање.